Денеска православната црква ги празнува светата великомаченичка Екатерина и светиот великомаченик Меркурий. Светата великомаченичка Екатерина, ќерка на царот Конст, по смртта на таткото живеела со својата мајка во Александрија. Мајка и била тајна христијанка која преку својот духовен отец ја привела и Екатерина во верата Христова. Во една визија светата Екатерина примила прстен од самиот Господ Исус во знак на прстенување со него. Тој прстен до денес стои на нејзината рака. Екатерина била многу надарена од Бога и многу добро образована во грчката филозофија, медицина, реторика, логика, а покрај тоа била и со необична телесна убавина. Кога злочестивиот цар Максенци сам принесувал жртви на идолите и им наредувал и на другите тоа да го прават, светата Екатерина смело излегла пред царот и го изобличила за неговата идолопоклоничка заблуда. Кога ја видел царот посилна од него во мудроста и во знаењето, повикал 50 мудри луѓе со неа да се препираат за верата и да ја посрамат. Но Екатерина нив ги надмудрила и ги засрамила. Разлутениот цар наредил сите 50 мудреци да се изгорат во оган. Овие мудреци по молитвата на светата Екатерина пред смртта сите ја исповедале верата Христова и себе си се објавиле за христијани. Кога маченичката била во затвор, во вистинската вера го привела и царскиот војвода Порфирий со 200 војници како и самата царица. Сите пострадале за Христа. При мачењето на светата Екатерина, ангел Божи и се јавил, го запрел и го искршил тркалото на кое била мачена светата девојка. Потоа и се јавил самиот Господ Христос и ја утешил. По многу мачење, Екатерина била со меч исечена во својата 18-та година на 24 ноември 310 година. Од нејзиното тело истекло млеко на место крв. Нејзините чудотворни мошти и почиваат на Синај. Светиот великомаченик Меркурий. Кога царот Деки еднаш војувал против варварите, во неговата војска имало еден војвода на ерминскиот полк по име Мартинзес. Тој војвода се викал Меркурий. Во борбата на Меркурий му се јавил ангел Божи, му дал меч во рацете и му рекол дека тој ќе го победи непријателот. И навистина Меркурий покажал чудна храброст, сечејки го со оној меч непријателот како трева. По таа славна победа, царот Деки го назначил за прв војвода во својата војска. Но некои завидливци го оптужиле Меркурија пред царот како христијанин. Тоа Меркурий пред царот не го скрил, туку отворено го признал. И Меркурий бил долго и тешко мачен, со ножеви бил сечен на рамења, со оган бил горен. Ангел Божи му се јавил во затворот и го исцелил. Најпосле царот изрекол пресуда војводата Меркурий да се исече со меч во Кападокија. Кога го исекле, неговото тело постанало бело како снег и од него излегувал преубав мирис од темјан. Многу болни се исцелиле од неговите чудотворни мошти. Овој прекрасен Христов војник пострадал за верата помеѓу 251 и 259 година.
to